Во ова видео ќе научиш кои се трите агрегатни состојби на материјата. Ќе видиш по неколку примери за секоја состојба и за нивните карактеристични својства. Трите агрегатни состојби се цврста, течна и гасовита. Ајде да ги разгледаме цврстите супстанции. Пример за цврста супстанца е твојот компјутер. Својствата на цврстите супстанции зависат од тоа како се распоредени нивните честички. Честичките кај цврстите супстанции се блиску една до друга, нивната положба не се менува и не може да се движат. Значи, цврстите супстанции се крути и не може со притискање да се гмечат или компресираат. Тие имаат постојана форма и постојан волумен и не може да течат. Ајде да ги разгледаме течностите. Еден пример за течност е вода. Исто како и кај цврстите, својствата на течностите зависат од тоа како се распоредени честичките. Кај течностите, честичките се исто блиску едни до други, но не толку блиску како кај цврстите супстанции. Тоа значи дека честичките кај течностите може да се движат една околу друга. Течностите не се крути, но бидејќи нивните честички се блиску како кај цврстите супстанции, тие не може да се гмечат или компресираат. Тие немаат правилен облик, но имаат постојан волумен. Многу ученици мислат дека бидејќи течностите немаат постојана форма, тие немаат ни постојан волумен, но не се во право. Од една кригла пиво не може да се добијат две полни кригли само со претурање. Знаеш дека течностите може да течат. И на крај да ги разгледаме гасовите. Еден пример за гас е хелиум. Хелиумот е гасот во балоните кои летаат, бидејќи е полесен од воздухот и не е реактивен. Исто како кај цврстите супстанции и течностите, својствата на гасовите зависат од тоа како се распоредени нивните честички. За разлика од течностите и цврстите супстанции, честичките кај гасовите не се блиску една до друга, туку се оддалечени. Поради тоа, гасовите не се крути и може да се гмечат и да се компресираат. Тие немаат постојан облик, ниту постојан волумен. Гасовите го зафаќаат целиот простор што им е на располагање. Постои уште една агрегатна состојба за која не ти кажавме, се вика плазма и за неа ќе научиш во друго видео. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.